да пробам едно од нашите најстари вина и второ, да ја слушнам приказната за Вила Марија. Зад мене е Марија, или Вила Марија. Под незината фасада е сокриена приказната за кралското семејство Караџорџеви. Поточно за кралот Александар, кој во 1928 година го купува ова земјиште каде што денеска се наоѓа винарскиот подрум на Еленови. По налог на кралот, на земјиштето се подигнати лозови насади. Но, во истата таа 28 година, кралот посакал ова убавина, овој спокој, да го подели и подари на својата кралица, на неговата Марија. Што се мажот е подготвен да изгради заради љубовта. Во овој подрум се произведува исклучиво црвено вино. Ова е барик вино, произведено по стара технологија, а брендот е Шато де Миркапија. Иако еден жеден германски капетан во 45-та година со својот пиштол го испробувал квалитетот на овие кралски почви, сепак останал жеден. Вакво вино има само во мојата чудесна земја. По рекламите, време е за Елит кафе. Добре дојдовте назад за емисијата, почитувани гледачи. Гостин, подсетам, е господинот Есад Рахич. Господин Рахич, зборувавме за диспрезираните студии, каде што вие имавте многу замерки околу целиот процес. Не ви се допаѓа како е изреализиран. Јас не сакав толку многу да навлегуваме во конкретни работи, но можеме тоа да го направиме. Поентата ми е како тоа СДСМ никогаш немаше чувство за некои такви популарни мерки кои што ќе ја ублажат економската ситуација на народот. Зошто никогаш една се договоривме дека СДСМ никогаш не биле вистинска левица. Зошто не биле никогаш вистинска левица? Зошто не биле левица? Зошто се они неолиберали елитисти? Зошто немале осет за потребите на работничката класа? Каде е тука проблемот? Која е еднината на СДСМ? Како може СДСМ да се врати на правата трака? Кога ќе уикнете Бранко Првели членство на студиото, он ќе ви каже зошто така или не било така, затоа што од сите тие основачи на СДСМ остана само тој и Радмила до некаде, кој што беше комсомолка младенец, и тие можат автентично, а структура сега е нова. Да се вратиме на диспрезираните студии. Значи ви имате реален проблем сега во Скопје. Знаете ли која е најскапа струка? Не е више ни лекар, ни машински, водовоđа да најдете, дома ли плочкар. Затоа што се уништија тие базични или овчар. Ви немате професионален овчар, увезуваме овчари. Македонија земја на кјаите, на овците. Значи историски за земјоделие. Ние немаме работници. На време доаѓаат од Албанија наемни работници. Имате неквалитетни работници. Значи мора да се направи една сериозна стратегија каде државата се движи во наредните 50 години. Значи имате инвестиции од странство, доаѓаат универзитети се отвараат, нормално плаќаш скапи професори, од денешка државата усред играта ти го менува правилото, вика бесплатно. Сакаме да прашаме на прашање кое што мислам дека можете да го одговорите. Вие рекоте дека бевте во СДСМ до 2007 година, ако не се лажам, така? Да. Значи вие сте биле присутен во седиштето таму, сте биле член на тие централни одбори, така натаму. Дали преовладува чувството дека членови во високите раководства на СДСМ се мамени деца и татини деца? Па имаше такви чувства. Дали сте налетеле во СДСМ некогаш на некој детиште што е од некое мало место, прав левичар, некој дете на радничка класа, некој. Дали сте налетеле на таков човек и дали сте го прашале што бараш ти во СДСМ, да не си се изгубил? Да не сте му рекле дечки ВМРО е доле, малку подоле? Имаше, не. Сте го пратиле подоле малку? Значи може сигурно залутал човекот, така? Аби ВМРО не е тој ВМРО што беше истото, верувај ми. Значи, и ова ВМРО многу поише личи на СДСМ од 98 година. Да се вратиме на муабетот за СДСМ. Зошто среќав такви и завршија неславно еден дел од нив. Се отидоа после кај Тито, после отидоа со Лазе, дел отидоа, тие млади. Децата што се вистински левичари ми зборувате? Да. И остана се мамините деца останаа се во СДСМ. Не знам дали се мамини, али горе доле, знаете, како што и сега во ВМРО владе една семена нитка, така и во СДСМ владе. Ако ги соберете тие 100 души што се на првите позиции во СДСМ, сите 100 луѓе ако ги соберете. Зборувам централни одбори, градски организации. Тоа се менува. Ако ги соберете, еве во овие делегати што беа на конгресот, сите тие ако ги соберете.
И ако ги прашате кога си ти видел работничка хала, кога си ти видел студентски дом, кога си видел ти крава у живот, што ми ќе одговорат? Не можеш да така да ги. Во овие делегати на СДСМ сигурен сум дека добрите 40% се и луѓе кои што се работници и земјоделци кои што виделе крава. Јас сум видел крава ако не сум од село. Значи, дали ме разбереш, влегол и штала, сум мозел, што да ме интересирало, сум ижел туту, сум. Затоа не си веќе член на СДСМ, така? Па веројатно и овие од ВМРО веќе не се. Ако беа типично на рурална партија, сега се гротоскопските шминкери, шмизли натре во ВМРО да помне. Гледајќи ги тие што нели протестира стечајците пред штабот на, гледајќи од телевизија, со бунди, со лакирани ноќти, дотерани, залижани, така, со фини фаци негувани. Многу е тешко да се Ајде. Ние сме единствената држава дозволи во окружувањето што немаме комунистичка партија. Во Греција имаш комунистичка партија. Само момент. Илија Димовски. Да? Илија Димовски 99-та година, знаеш кај беше? Не. Беше бруцош и живееше во барака во Стив. Добро да. Има и такви во СДСМ. Навистина. Пред тоа биле бручоси, само пред Илија Димовски. А Илија Димовски. Чекај, сакаш да ми кажеш дека во СДСМ има човек што седел у студентски дом у барак? Да. Многу. Жити се. Види? Кажи колку год да чуеш. Колку време ти го знаеш Илија Димовски? Па го знам тие години се дружевме интензивно. Сега да ти кажам со тој фрајер што се дружил интензивно, кој што се уште беше студент 2006 година кога влезе пратеник, почна да продава право. Дојде со едно ефтино костумче, со едно чарчиње, така неугледни, сега е дечкото, скапиот дела, залижан се, запосли девојката кој секретарка, па направи пратеничка. Брзо еволуцијата во тако се, знаете, тоа е исто во СДСМ во ВМРО. ВМРО се СДСизираше. А СДСМ во еден одреден, веруми во еден одреден момент се ВМРО-изираше. Дел од таа рурална структура му приде на СДСМ, препознавајќи дека ВМРО ги излаже. Зошто Никола Поповски напише колумна каде што ја нарече ВМРО ДПМН селјачка партија? Кога тоа? Пред неколку години кога СДСМ, мислам дека 2007 некаде кога СДСМ 2008, кога СДСМ, беше пошли изборите кога победија 2006 и СДСМ кога почна, мислам ВМРО ДПМН кога почна интензивно да се залага за земјоделието и тогаш напише Никола Поповски А што мислиш дека ти субвенциите добре. Само да се докажам каде што Никола Поповски ја нарече ВМРО ДПМН селјачка партија. Како може еден човек што основал СДСМ, што не бил министер за финансии, еден од клучните луѓе да има таква ментална... Него напиша 2007-та. Он тоа го мисли и затоа СДСМ ги изгуби зборите 2006. Мене ме интересира како може да има една ментална слика во главата едно гадење од обичниот народ, од селаните. Како е тоа можно? Ти не сте лордови, тие сте политичари, ти треба да избори. Извито-перуеш. Препоставам, не ја читав колумната, сакал да напише дека од аспект на нападно пишување, давање субвенција, се извинувам, за делот на кој што прибега на левицата. Од кај знаете што мислел Никола Поповски? Вие сте му близок пријател? Не, препоставувам. Познавајќи го оно колку што го знам. Ако ова што ти го кажуваш... Како тогаш можеше Никола Поповски, се сеќавам на неговиот говор во парламентот, исто така 2005-2006 некаде, кога тој зборуваше, се обраќаше кон пратениците и им велеше: ние треба да го научиме народот дека нема бесплатна здравствена помош, мора да се плаќа. Како може еден левичар да каже дека нема бесплатна помош? Има ли бесплатна здравствена помош? Си бил ли ти на лекарска скоро? Нема. Си легол во клинички центар во Короровско? Нема. Значи, ако сакаш... Зошто еден левичар не он бил реален? Прашањето ми, ама зошто не се бори? Он е на власт, човече. Он се обидел толку знал, ама изгубил. Не знал, изгубил. Народ го казнил. Си отишол ли ти в државна болница? Кој го казна, па ти истите се луѓе се СДСМ, зошто не се сменија? Дали да те прашам народ, дали знаеш кај се породи ќерка му на премиерот? Овој се извинам сопругата на премиерот, кому се роди втората ќерка? Во државна гинекологија или во Систина? Кој треба да се бори за да има бесплатно здравство, СДСМ или ВМРО? Веројатно ВМРО, затоа што таа е левичарска партија. Која е левичарска партија? Она што ти го кажеш, тоа што го прави. Прашањето е следно, како е можно СДСМ уопште да е светлосни години далеко од левичарските идеи? Објасни ми го тоа. Ти си левичар по обидување? Да. Па зашто не влезеш во СДСМ и не ги спреш од НАТО? Па бев 99. Кај Лаз Зеленовски. Знаеш што ми кажа Лаз Зеленовски? Што ти кажа Лаз Зеленовски? Кој си ти, дечко, на кого си? Лазе што отиде со десницата и му дадоа пари да направи партија. Не ме интересира, јас ти кажам, ти ме праша зашто не сум член на СДСМ. Значи се разочарал, така? Секако. Веројатно ќе дојдат некои нови клинци кои што ќе сватат дека. Кога ќе дојдат? Па делот иде у ВМРО ја направија лева партија. Одлично. Лева партија. Браво. Лева. Значи, ако Владко Ѓорчев водеше и изиграше туристички водич како лекарите на СДСМ направиле куќи на водно, сега ќе му речам да иде на Салвадор Алленда да види како крупната буржуазија со левичарски идеи прави куќи под панорама. Можеш ли да ми објасниш, ти беше во СДСМ? Да. Можеш ли да ми објасниш која е таа психолошка ситуација во СДСМ кога никој нема
храброст, народ си Добро. кажа, никој нема тестиси, Добро? да му се спротистави на Бранко Црвенковски. Каква е таа маса Па човечка? пробаа Какви некои се луѓе, тие- ама пробаа некои луѓе и ги шутираа. Еден бев јас, значи не вреди, са што да ти кажам. Затоа што во Македонија влази максимата на ведната глава сабија не сече. И сега А што мислиш дека во ВМРО има некој нешто што може да му каже на Никола Груевски? Па како го смени Па проба Лјупчо Трајко, проба кој Како го го смени смени? Лјупчо Вигиевски, како го смени? Кој го смени? Кого? Па Лјупчо Вигиевски беше искуферено таму, буквално Каде? испртален. Не бе грешка си. Па како? Не бе брате. Па тој сам Абе, Саше. Ма чекај, тој остави партијата на чување на Груевски. Саше. И очекуваше дека тоа е нова Шекеринска, ама Апсолутно. не беше Е, се Шекеринска. случи, знаеш. Го искуферија Дали човекот. се знаеш?